Радио што се гледа, радио што се слуша, радио пела за срце и душа. Слушајте радио пела. Радио пела. Добар проблеми, но и тоа се надминува. Добар ден, слушајте и гледајте Радио Пела, затоа што Радио Пела е барем во денешниот ден и покрај тоа што е времето малку есенско, облачно и врнежливо, ќе ви донесе нешто од далечниот исток, благодарение на нашата драга пријателка, професор доктор Марија Дулеска, со која што ќе проговориме за она што таа го виде со своите очи во далечната Кина. Далечна Кина, но сега ќе ни ја доближи Марија. Нихао, Марија. Нихао, добар ден и голем поздрав до вашето студио и благодарам на поканата, честа е моја. Честа е взаемна, заради тоа што навистина е убаво да се споделат искуства кои што со твоите очи преку она што ти го имаш како искуство во воспитно-образовниот процес, можеш да не ги доловиш одредени работи што си ги видела во Кина, покрај тоа што беше туристички и секако верувам дека одредени работи ти оставија впечаток и во тој дел. Точно така, покрај патувањата кои што посебно му посветувам внимание, бидејќи преку патувањата учам и пред се разгледувам и гледам други култури. И одбрав Кина како една од подалечните дестинации, едноставно како еден вид на предизвик да видам како и што се случува на азискиот континент. И нормално не е само патувањето, само како патување за забава, сепак и намерно или ненамерно учиш, значи го разгледував стилот на јадење, облекување, начинот на живот, самото образование, пред се обичаите кои што ги имаат културите, се што предполага пред се една култура на местото на земјата каде што се патува. Што беше поводот, зошто Кина? Верувам дека има многу држави за истражување, многу земји, многу култури, но зошто Кина? Видете, светот е најчесто ние сме нели прозападно ориентирани и најчесто ги знаеме скоро сите европски метрополи горе-долу, зависно кој како различно патува. Меѓутоа Кина како еден вид на екзотична и далечна дестинација, меѓутоа и посебна, пред се затворена за себе, делумно отворена за сите останати. Не ме плашеше растојанието или патот кој што требаше да го поминам. Не дека е нешто дека јас се фалам дека сум била на некое место, меѓутоа сметам дека човек колку повеќе може да пропатува, толку е побогат за едно доста непроценливо искуство, затоа што животот е премногу краток. Едноставно научив и видов многу работи кои што кинезите ги практикуваат во тој временски период додека бев таму. Ајде сега, не мора за растојанието, но Так. дали навистина како култура е многу далечна Кина, според тебе? Кина е доста различна култура пред се од нашата култура, па и од културите на останатите земји, западни земји. Предполага многу дисциплина, значи огромна дисциплина во секој дел, строги контроли, фиксни, значи распореди работи, се она што значи напорна работа, исто така многу големо внимание се обрнува на традицијата, на стилот на облекување, на културата, едноставно држат до себе. И не само што не го промовираат тоа во остатокот на светот, туку си представуваат за своја засебна култура и внатрешно се надградуваат и мислам дека е една огромна светска сила што ретко кој, јас не застапувам ни една култура, да речам да го делам светот на исток и запад, секој дел на светот е вреден да се види, меѓутоа кинезите мислам дека ги одржува покрај огромната бројност што имаат, огромната територија што имаат и пред се стилот на работа и на секојдневно функционирање. Едноставно ништо не бега од пропишаните рамки кои што самата држава ги впишала во било кој дел на секојдневното живење и секој тоа го почитува и го практикува. Кога ќе се спомне Кина, за мене тоа значи земја човек, човек земја, бидејќи сите се исти, сите знаат што треба да прават и системот функционира точно благодарение на тоа, но и втората забелешка која што исто така е многу значајна е историскиот факт дека е најдолгиот зид изграден таму.
Што се види и што се забележа кога се најдовте пред Кинескиот зид? Не само пред Кинескиот зид, слегуваме пример на аеродром, багажот за да си го земиме, одевме со воз некои 12 станици на Пекиншкиот аеродром, што е огромен. Огромна територија и точно се сите кинези исти. Како од калап ваден, иста висина, исти изглед, иста форма на очи, иста коса. Нешто што има работи кои што не ми се допадна, односно ние не сме навикнати во делот на кинеската култура. Например, немам никакви, ќе стасам и до Кинескиот зид да ви кажам, значи нема никакви млечни производи. Млеко нема сирење, нема кашкавал, нема зденка. Одговорот беше на тоа дека дигестивниот систем кај нив бил пократок со тоа што ги немаат соодветните ензими во цревата за да ги варат млечните производи и не ги користат. Има кокосово млеко, има млеко од ориз. Генерално на онаа храна на ние која што сме навикнати или па некоја средноевропска или светска заедничка храна, не, држеа генерално до себе, а тоа е повторно дел од културата. А за Кинескиот зид е вистински едно од 7 светски чуда, значи има по податоци, треба да се проверат најточните податоци за да не карикирам со бројки, меѓутоа е огромна должина, има личности како стојалишта, како пит стопови до каде што можеш да се искачиш, односно и на крајот на тие што ќе се искачеа догоре, му даваа као златни медали за упорноста и за издржливоста. Закачување е тешко, не заради тоа што немаме ние кондиција, секој има различна кондиција, меѓутоа финтата кај кинезите е што 3 скали се високи, 1 ниска, 5 високи, 4 ниски, 3 високи, 2 полуниски и не можеш да следиш никаков ритам. Ајде да речеме закачувањето, а слегувањето уште потешко, затоа што е многу стрмно и треба да внимаваш како се спушта, значи стратешки, многу мојкно и многу паметно изграден. И сега има дебати по објавата, чии бил зидот, за кого, нас не беше кажано дека се за да се заштитат од монголите. Па беа мешани и бугари во коментари и така натаму, не би навлегувала. Едноставно, кога ќе се качите на Кинескиот зид горе на планините, сте исто како негде не сум била на Андите или кај ацтеките и инките, нешто англичаните велат sublime, нешто што е возвишено, нешто како да лебдите во воздух и цело време слушате некаква музика што ве носи негде далеко и ве релаксира. Значи не во земниот обичен секојдневен свет каде што има бучава, каде што секојдневно се нешто се случува, е во брзање, никој не слуша, едноставно таму застануваш и чувствуваш огромна мирнотија по однос на истото. Има нормално се изработуваат најразлични ладала со пораки, подароци, има се дела, значи вистинска светска атракција и вреди да се види, е некаде оддалечена, не многу далеку од Пекинг, како велеград. Така, одевте сигурно, предпоставувам, со организирано патување со автобуси? Да. Прво, нели се патува авионски со 2-3 прекачувања. Големо е растојанието помеѓу, да речеме, од Германија, Франкфурт или Минхен до Пекинг, негде 13 сати со огромен на Луфтханза, нели Боинг. Меѓутоа, таму патувањето те преземаат локални водичи во 3 различни града каде што бевме во Пекинг, Шијан и Шангај. Има нели организиран водич, те презема во различен водич, различен град и тој си има организирано се превоз и те носат на соодветни дестинации. Да се снајдиш е тешко, може би треба време, меѓутоа е уште потешко затоа што јазикот постои како бариера, не го учат, не мора јас дека предавам англиски јазик да знаат англиски јазик, меѓутоа сепак треба секоја култура да има барем по еден мета јазик со кој што би се разбирал со другите култури. Како функциониравте? Како се разбиравте или користевте од оние програми кои што се за Многу тешко, додуше и ние им бевме атракција на кинезите, верувајте, нема ја видено, не дека сме ние златни, меѓутоа и нема ја видено баш некој од нив европејци, исто така не фотографираја, не сликаја. Најчесто тие што продавачките кога сакаат да продадат нешто, зависно од продавачката, користе апликација на Google директно за превод од кинески на англиски. А инаку мимиките потешко одеа и кога ќе ми рече оди прашај ова колку им велев џабе одам да прашувам затоа што никој ништо не разбира и не можеме да се разбериме. Тука ја потенцирам важноста од познавањето на барем еден странски јазик. Кога ќе се рече Кина, исто така асоциацијата и на храната,
Некои се фасцинирани од кинеската храна, иако тоа е изобилие од различни вкусови и различни мешавања кои што за нас не се карактеристични. Како ти ја доживеа, како преживувавте тие 10 дена? При полетување од Скопскиот аеродром, таа што беше на пасошка контрола, се смееше, велеше, ајде се надевам дека ќе ја преживеете храната. Ама тоа што патуваш не размислуваш, меѓутоа храната кинеска е многу специфична. Оризот го има обавезно. Значи оризот е сготвен и е цело време леплив. Значи е како некој вид замена за леп. Леп нема. Не се служи леп. Сол исто така не се служи. Значи колку што е солено, толку не можеш да најдеш сол да дотуриш сол. Да, посебно обрнуваат внимание на здравата исхрана. Користат подземни корени. Нешто што македонскава кујна поредко, до душа има личности што готват нормално, меѓутоа имате таму карфиол, имате пашканати, некои други блитви, подземни растенија, билки, за нив познати, за нас вредни да се проба, меѓутоа не е нешто што нашиот организам е навикнат. Од месо страна највкусна признавам дека беше пекиншката патка, таа ја прават специјално посебно во посебен оган со посебни ресторани. Меѓутоа карактеристично интересно за нив што јадат со стапчиња, значи не јадат огромна количина и на ориз ако фати фаќа мала количина, а ние јадиме со вилушка или со лажица, па по желба да побараме, да. И инаку не мора да вежбаш, него по желба и вежбањето со стапчиња, ракчиња има исто, се доста вкусни. А сигурно, еве јавно кажувам дека имам јадено и желка, меѓутоа не ја препознававме едноставно храната која што јадевме, и ако прашавме што е ова од месо страна, се смеа ни велеа фиш. А знаеме што е фиш. И како изгледа фиш и како вкус има рибата. Благо не се служи, исто така многу слабо. Шоколадо да барав од Вај најдов само во една продавница, и тоа кинеско чоколадо, и не е некое посебно, значи не обрнуваат внимание на благите, значи без благо, без солено, без леп, без млечни производи, се тоа е пред се концентрирано на ориз и на таквите растителни продукти кои што ги користат директно од природата и се навикнати. А ние ако не користивме пробиотици, ќе имавме проблем со храната, затоа што 10 дена организмот веќе почнува да не собира, да не го прима тој тип на храна кој што се служи. А имавме обилен и појадок и ручек и вечера. На појадокот имаше и европска и светска храна, меѓутоа за ручеците и вечерите бе изричито со кинеска храна. Во една прилика еден пријател од Кина мене ми има кажано и го имам запаметено тоа, дека ние кинезите јадиме се што лета, освен авион. Така, меѓутоа сепак таа храна е многу поразлична од нашата, е со карамел, месото е секогаш со карамел, мешани вкусови. Секогаш има мешани вкусови и едноставно јадиш нешто поразлично од она што едноставно балканската кујна го има. Пипер не постои, нема такво нешто, значи зачините ги има од меѓутоа карактеристичните зачини од истокот. Значи преживеавте со храната? Нормално, да. Она што ви остави впечаток беше, предпоставувам, најмногу кинескиот зид, но ќе се навратиме околу тоа што посетивте. Мене ме интересира оној дел што се однесува до образовниот систем. Сигурно и тоа ви оставило голем впечаток, затоа на социјалната мрежа имавте и поставено одредени работи кои што ги научивте за кинескиот образовен систем. Што е она што како впечаток ви остави и што може еве кај нас да се примени? Една од причините која ќе речат нашите универзитети не се најдоа на шенгајската листа. И тоа посебно не ме боли, меѓутоа ме заинтригира заради тоа што сакав да дознам што е она што го прави нештото да биде показател за стандард или за квалитет. И во раскажувањето на водичот, значи по однос на образовниот систем, слушаме, цело време слушаме, нели, водичите знае англиски јазик, значи сепак има одредена кинеска популација што има изучувано странски јазик и може да комуницира со странски државјани. Децата во образовниот систем и во основно и во средно училиште во Кина, онака јас барем како што го разбрав, а внимавав затоа што внимавам најчесто на точноста на податоците, остануваат во училиште до 10 часот навечер.
Од утрина до ден. Да, и јас кога слушнав 10 часот навечер, едноставно не можев да поверувам, затоа што секоја мајка си го очекува детето барем пола ден да помини време со него. Ни беше објаснето дека учениците покрај тоа што учат, изработуваат други општествено корисни работи во училиштето и се занимаваат со други предмети, ама цел ден учат со одредени паузи, нели, ручеци и закуски во текот на денот, што еден ученик треба, нели, човек да ги помини. Најинтересно е тоа што, и тоа го сватив, на крајот на учебната година, сите градови во државата, барем поголемите градови, организираат така наречена државна матура. На таа државна матура учествуваат сите средношколци, од кои што никој не ги знае прашањата, значи нема овде дај ми прашањава да ги извежбам и не постојат, ќе ви кажам, нема апликации мобилни, нема Facebook, нема Instagram, само си користат нивна апликација WeChat, се вика, таа и еден со друг комуницираат. Не дека не користат социјални медиуми, меѓутоа не ги користат за падните социјални медиуми. Тие што ќе го положат државниот испит на ниво на држава, можат да продолжат на факултет. Огромниот број на студенти, нели и се поогромни по бројност, што нема да го положат, едноставно не ги тераат со сила да одат да учат факултет, туку ги распределуваат во така наречени технички училишта според нивните афинитети. Значи учат занает генерално за да продолжат. Тие што се за на факултет, што се интелигентни, нормални, што сакаат да учат, одат понатаму, нешто како во поранешниот наш систем. Тие што едноставно нема да успеат да се запишат понатаму, ги се распределуваат во технички училишта. Таму дали да учуваат или да усовршуваат занает, тоа останува според спецификата на училиштето и критериумите кои што ги нуди. Генерално се посветува многу големо внимание на науката. Еден е обичниот кинез треба да знае околу 3000 символи на кинески, а тие што се наедуцираните знаат околу 6500 символи на кинески. Во символот на кинескиот знак не е како во македонски еден глас, една буква, или во англиски една буква, 3-4 еден глас, 3-4 букви. Во кинескиот символ, каде што тие си го препознаваат, затоа што ги учат, има символ дали на животно, дали на човек, на нешто личи, дали на куќа, и покрај символот внатре многу бил важен и била важна интонацијата на која што се кажува зборот. Значи тие интонацијата е напишана во символот и така се разбираат едни со други. Ние гледавме само символи, едноставно не ги препознаваме. И тие си ги знаат тие символи и нормално мозокот постојано им се развива. Кога ќе видат символот, го препознава дека тој символ е за то, заедно со интонацијата, и комуницираат непречено. Латиница нема, се е на кинески. Значи, буквално и патокази и она што означува ресторани и училишта, се 95% е на кинески, да речам 5% е на латински, меѓутоа многу малку. Исто така, сакам да напоменам и да кажам, стара кола од возен парк немаше. Значи се е Toyota, се е од тие Mazdi, кинеско-јапонски стил, да. Толку се мојкни што произведуваат електрична енергија и половина од автомобилите се на електричен погон, половина од автомобилите се на бензин и нафта. Тие што се environmentally friendly, што ги викаат, што се поврзани со околината, се со зелени таблички, а другите се со плави таблички. Има возен парк, односно возен редослед. Ако поради огромната бројност, ако си пример тој ден се возат парни коли, другиот ден се возат непарни коли. И на семафорите обавезно има строга контрола, те слика. Јас му се смеев, му велам, шоева да не врни, не бе ми велите слика од озгора, чисто на секој семафор има поставено за фотографирање, најверојатно полицијата, и внимава кој влегува и кој излегува од државата, фиксно се знае. И многу беше интересно и за мене неприфатливо да влезиш на плоштад,
треба да влезиш. Плоштадот ние најчесто го перципираме како отворен простор. Овдека влегуваш на плоштад со проверка на пасошка контрола, а во забранетиот град влегувавме и со скен на лице. Значи треба и лицето да ти го провери пред да те пушти. Запалки не пуштаат на плоштадот, кармини исто така не, наливи, односно пенкала, воопшто не, едноставно ги зема на лице место, дури и чадорите ги проверуваат и не те пуштаат, не знам по кој основ чадорите не беа, иначе чадорите им се направени поинаку, внатрешниот дел е црн, а горниот дел е шарен, со тоа што шаторот кинески е така конструиран да ја одбива топлината и инфрацрвените зраци за да те заштити од сонцето. Многу информации, многу интересни информации. Зошто такви безбедносни мерки за забранетиот град? Може би имало некои непријатни случаи, инциденти? Или пак... Мислам не, меѓутоа сепак како нација се многу предпазливи, што и посебно смета заради тоа што затвореноста на еден систем покрај тоа и колку според мене да е добар за себе, а да не е отворен за надворешниот свет, сепак е систем кој што во ред, зависно од кој аспект го гледаме нештото, меѓутоа сметам дека треба да бидат поотворени. Исто така разбравме податок дека за да излезеш од Кина треба да добиеш виза од државата. И таму нема парламентарни избори како кај нас, каде што има тешки кавги за тоа кој да биде на власт. Власта ја држеле потомците на тогашните кралеви и само си ја предаваат власта еден со друг во високите кругови, дури и кинезите не се ни замараат кој е на власт и кој им ја води државата се додека системот функционира. Се смееше водичката, бе вели слушам кај вас има избори, не само што има избори, туку е жустра битка овде, вели најнормално се предава, како ви кажам, се уште монархијата влечи корени од минатото и од забранетиот град и од се она што династиите на Минки и така натаму, не знам и точно не ги памтам кој бе, наставно потомците нивни ја водат државата, ама ја водат доста успешно. Кина, по мене, е една велесила која што може многу, па и сега со производиве на тему или се што го произведува, едноставно го презема пазарот на светско ниво. Оно што би сакала да запрашам е исто така асоциација покрај храна, покрај кинески ѕид, зборновме за образованието, е технологијата. Да. Кина е позната по тоа што е многу напред во однос на тој технолошки развој. Што е она што ви остави впечаток што го видовте таму, а можеби во европскиве држави кај нас веќе да не зборуваме го нема? За мене беше многу интересно, дури малку не дека ме фати страх, меѓутоа ми беше језиво. Влегу си чекам лифт, застанува до мене роботче. Јас влегувам во лифтов, роботов влегува во лифтов. Јас излегувам од врата, роботов си излегува по врата, си оди си носи порачки по собите. Чисто како човек, меѓутоа хуманизиран робот, едноставно прилагоден на потребите на она што човекот може да го направи. Другиот ден утрото пак си чекаме лифт, си влегува роботчето, си движи, си излегува по соби, си оди си прима нарачки, едноставно работи по програм. Тоа е во хотелот како што им беше организирано во еден од хотелите. Исто така имаше, се смеевме, ми вела маци, тоа не е робот, е кобот или робот, ја му велам се ми е робот мене. Едноставно ти дава сладолед, значи го произведува сладоледов сам робот рака ти го подава, ти само треба да си го земиш. Значи технологијата му е на високо ниво и тука полагаат многу големо внимание. Какво беше чувството? Чувството е, како ви кажам, имате чувство дека се многу понапред, едноставно и кога ќе видиш инфраструктурата за тоа, не дека го критикувам јас местото каде што живеам, јас тука живеам, тука работам, тука творам државата, никогаш не би ја напуштила, лично кажувам за себе, меѓутоа гледаш дека сепак се е до менталниот склоп, треба да се смени менталниот склоп заради тоа што еден народ треба да внимава пред се на општествената одговорност и на се она што треба да се сработи за општествено, а не за лично добро. Така е. Тоа е во основа. Тоа е базата, а останатото е се останато надградба и нема што да речеме да замеруваме ако некој е подобар или полош, треба да се стремиме кон подобриот, да му преземиме од нивниот дел. Ќе ви кажам друг пример, низ Пекинг и низ Шангај, низ Пекинг најмногу низ улиците имаше млади девојки облечени во нивни традиционални облеки, нашминкани традиционално.
Кој, кажете ми, во Македонија ќе натераш, да речеме, во Прилеп да прошета во традиционална облека како символ на израз на култура низ градот. Освен за па и за прочка не се облекуваат во традиционални македонски носи. Едноставно си го ценат своето и си го промовираат своето и стојат на тоа и тоа е доста успешно и така треба да биде, затоа што е израз на нивниот идентитет, култура и постоење. Само така може да се потврдува редовно, инаку се губи. Инаку се губи точно. И не се става на важност и ќе се рачуна дека е некаква огромна грешка или па некој од некого ќе биде исмеан. Уствари тоа е дел од културата. Не знаете какви прекрасни облеки направени како гејши и машки и женски си се шетаат и ја промовираат. Зошто велам му велев да не е некој празник? Не вели, тоа му е дел од секојдневието. Па им си му прават фотосесии, па си ја промовираат нивната култура и така. Во однос на облеката, кинеска свила, дали имавте прилика да сретнете, да видите како се произведува, можеби, или пак имавте допир до одредени производи? Во Шијан бевме вториот град. Шијан е почетната точка на патот на свилата. Верувајте, се многу практични. Значи, јас сум го размислувала нештото, нема производ што не е од свила направен. Дали кошула, дали јорган, не можев да носам, значи перниците немате представа колку беа меки направени од свилена буба, односно од свила. Фактички ни ги покажува, јас на телевизијата го гледав, а не ми беше јасно. Гасеницата го јади листот, после се прави како кукла, умира внатре и тие почнуваат да ја вадат свилата, ја растргнуваат, ја власат и прават најразлични производи од свила. Тоа е цел процес, меѓутоа толку им е разработен, многу ја користат природата. Значи користат ветар, користат сонце, користат свилена буба, го користат многу, исто така ни покажуваа во и ние го имаме нештото со охридскиот бисер, меѓутоа и нивно обележје со кинеските бисери, да речеме во огромната школка ставаат месо од друга школка, не камче, туку месо и таа внатре по извесно време го прави како бисерите, го продава бисерот по многу висока цена, што нешто се цени. Исто така скапоцениот камен жад, нешто преубаво, изработки од жад, од светло-зелен камен, многу убави украси исто така ги има. Сакам да кажам, многу практични, многу совесни, многу свесни и точно знаат што прават. Прекрасни имате фустани од свила. Верувајте, не многу скапи. Еден фустан јас го купив за 30 евра. Значи, а во Македонија еден фустан, убав да речеме фустан, па беше негде околу 150 евра. Од 30 до 150 евра, 4 пати или 5 пати потолку, што значи дека и цените не беа прескапи, значи не сме ни пребогати, но не и пресиромашни, меѓутоа цените исто така беа достапни. Например, 70 јуани се 10 евра. Дури јуанот е некаде појак од еврото, а е послаб од фунтата. За крај би сакала нешто што лично многу ме интересира, глинените војници. Да. Сум гледала документарни емисии и просто е неверојатно толку многу глинени војници, секој посебен лик, посебна положба. Да. Го посетивте местото? Го посетивме, исто така ни беше чудно. Не легендата, туку приказната вели, некои двајца кинези барале да ископаат бунар на некое место. Во копањето на бунарот и откопувањето на земјата наишле на огромна, имате подземна гробница од над 1000 војници рачно работени. Кинезите му ги правеле да го чуваат, нас ни е смешно, меѓутоа нив им е најнормално, затоа што веруваат во задгробен живот и веруваат пред се во протокот на енергијата дека е бесконечна. Му направиле подземна гробница од не знам колку илјади глинени војници на императорот во нормална човечка форма и верзија, за да го вардат императорот од непријателите во задгробниот живот. И ден денеска уште повеќе ги отвораат гробнициве. Има се уште. Не се само покриени војниците со земја, туку на 2-3 војници од озгора имате глинен кров. Пак на 2-3 војници друг глинен кров и тие цело време пазат да не ги скршат во кршењето. Како го кршиш кровов, така излегуваат глинени војници. Тие се наредени во редослед и се излезени во огромни сали се направени, што значи дека голем труд е вложен пред се за од почит кон императорот. Пред се хиерархијата се почитува. Да.
И затоа се големи се успешни. како држава Да, и успешни. да. За крај, што е она што најмногу те фасцинираше и што би можело, еве, кај нас барам едно делче да се примени? Прво ме фасцинира градбите. Најмногу ме фасцинира од сите 3 града Шангај. Шангај е нешто, тука влегла западната култура, значи во некоја година уназад, не сум сигурна која, влегла американската култура, се договориле американците и кинезите да изградат некој фантастичен град и никнал со огромни облакодери, нешто како Дубај. Дубај не сум била, меѓутоа слично на него. Шангај е град кој што е ултрамодерен за разлика од Пекинг. Додуша можеби Пекинг е модерен, меѓутоа ние успеавме да го видиме само стариот град. Шангај е со кулата на бисерите Pearl Tower, со огромни светлечки реклами, со огромни билборди. Едноставно е град кој што плени со светлината. Старевме по Шангај, по Јангце реката, не можам да ви го објаснам чувството. Имате мешавина на Лас Вегас со Кина. Во тој контекст ме фасцинира изработката на свила. Штета што не се носат кинески типични фустани, се продаваат на Балканот. Ако им не прашуваат од каде сме, му велевме Македонија, за Македонија за жал нема ја слушнато. Меѓутоа ако спомневме Србија, автоматски знаеа каде сме, а Југославија уште повеќе. Во тоа време, значи, сепак еве се потврдува тоа дека Македонија е прозапад. Меѓутоа лично ако ме прашате мене, јас сепак би го бирала Западот, не заради некаква политика или поддржување на некаков мејнстрим, чисто заради слободата, стилот на функционирање, користење на социјалните мрежи. Значи, нас не ни треба да речеме Facebook, не сме врзани, меѓутоа многу лесно примаме информации, многу лесно комуницираме. Инстаграм, протокот на информации на светско ниво, размената на искуства, гледаш едноставно и учиш. Тие функционираат засебно само во нивен. Свети само нивното, дури разбравме дека во Пекинг само навечер му пуштале филмови само за нивната култура, дека е најдобра, дека се најпаметни и се. Меѓутоа, сепак сметам дека треба малку да се отворат, а ние кај нас да почнеме да размислуваме за колективното и општественото добро. Многу сум песимист по тоа прашање. Исто така, нема што лутење. Тој што е за да оди на факултет и е интелектуалец, треба да оди на факултет, другиот не е помалку важен и битен од него, затоа што секој е потребен на струката каде што работи. Потребни се и кројачи, и шивачи, и мајстори, и зидари, и лекари се потребни, интелектуалци. Во нашата држава е секој интелектуалец, меѓутоа не е вистински интелектуалец, затоа што образовниот систем во оваа држава, за жал, еве се навратам на тоа, не прави класификација и не прави селекција, која ќе се знае принципот дека има селекција, истата треба да се почитува за да имаме квалитет. И не може шангајската листа да е подобра од македонскиот мозок, затоа што македонскиот мозок, верувајте, јас работам во наука, е ултра развиен и е многу спремен и подготвен за работа, меѓутоа во нашата држава, па и во високообразовните институции, одиме на тоа да го уловиме ученикот, да видиме што не знае, отколку да го испромовираме што знае и да му ги развиеме тие афинитети. Развивањето на афинитетите по однос на професионалната ориентација е многу важен. Марија, благодарам. Навистина многу интересен разговор, ме поттикна да се размислува на овие теми на кои што денеска зборувавме. Би те прашавала за крај, кое е следното патување, можеби Јапонија? Не Јапонија, имам неколку патувања, сакам да ја видам прво царска Русија. Би сакала прво во Москва, сакам да го видам Црвениот плоштад и сакам да поидам во Санкт Петерсбург да го видам Ермитаж. Сега гледав некоја репортажа за Ермитаж, таму е сигурно друга приказна. Ние растевме со руските цртани филмови, што за жал денеска ги нема. Денешните цртани филмови се сосема поинакви од она како што ние растевме. Јас не сум носталгичар за минатото време, меѓутоа секогаш се обидувам да го одберам најдоброто. Исланд е исто така примамлива дестинација, и сончевата Португалија, па тоа е сосема друг свет на слобода, на хедонизам, на уживање, на сончевини. Зависно како, меѓутоа секој дел на светот има посебна убавина. Само еден што велеше до мене, англичанец, кога се враќавме, велеше да патуваме и само со Божја волја и со желба и со среќа да продолжиме понатаму.
Јас ти посакувам се најдобро, ти посакувам за следното патување повторно да те имаме во студиото, да ни кажеш одредени работи што таму ги доживуваш и можеби еве и секако да научиме нешто, но и да спроведиме кај нас. Честа е моја, од срце кажувам, уште еднаш кажувам, многу е важно да излеземе од рамките на стереотипијата и од секојдневието. Најчесто не дека не на некој му се прелеваат парите или ги има, патувањето не е поврзано со пари, е делумно, меѓутоа е повеќе поврзано со храброста и со желбата да смениш нешто во делот каде што постоиш и живееш, затоа што целиот свет почива на промени. Ако не пропатуваш, нема да имаш можност да видиш, едноставно ќе живееш во тие рамки каде што си толку ќе ти бидат границите на размислувањето, а со тоа и немањето можности да сепак треба да се трудиме кон подобрување на состојбите во било кој аспект. Јас би додала само на крајот дека навистина треба да се трудиме да го обогатиме нашиот светоглед, бидејќи тој е богат, но треба малку зрачена светлина и малку насмевки и некаков поинаков поглед за богатството да биде сеопфатно. Се до мајндсетот и до пристапот на работите, доколку нештото го решиш, ќе го направиш. Штета што има одреден број на луѓе во државата кои што би патувале, сите останати се пак ќе кажам стереотипно, ние сме фини, добри, не патуваме, седи си кај шо си и немаме пари. Тоа е само оправдување. Да, тоа е изговор. Благодарам. Тоа беше разговорот со професор доктор Марија Дулеска. Разговаравме за нејзините искуства, за нејзините доживувања во Народна република Кина. Јас се надевам дека и при нејзиното следно патување ќе ги пренесе своите искуства и ете ќе имаме можност да научиме нешто повеќе за другите земји и за другите култури. Благодарам. Благодарам. Radio Pela, najdobroto, sekogаш тука за нас.